Галиба денеска ќе нема муштерии. Зошто да го отворам дуќанот? Да си го абам денот натре во празен дуќан, штом немам, алош бериш. Порно ќе биде да си прошетам ни селово. Ќе сретнам некого. Муабет ќе си направам. Ја ли ќе дам акал, ја ли ќе купам акал. Поголем аир ќе имам од тоа, отколку во празен дуќан да седам. Ај да си се прошетам. Добро утро, бабо! Кај ќерка ми. Кај ќерка ми ќе одам, таму синко, кај ќерка ми. Бабо, добро утро, велам. Кај ќерка ми ќе одам. Ама се разбравме. Сте разбрале, и вие овде, Галиба, сте разбрале, дека ќерка ми родила машко дете. И овде се разбрало, а? Галиба, дури сега се разбравме. Дури сега разбравте, ти родила машко дете. Од кога е родено, убаво на баба. Да знаете од кога е родено. Ама вие дури сега сте разбрала, а? Дури сега. Вистина си роди машко дете. Баба, Галиба е глува. Бабо, Господ да не прости и двајцата, неото ќе се разбереме. Ами, Господ, кој друг? Господ може да и прави тие работи. Тој наредил така ќерка ми да си има машко детете. Господ и никој друг. Како Господ, никој не е што старите. Па Господ да ви дај и вас едно машко дете. Господ и никој друг. И никој друг. Се смее. Убаво ми иде на душата. Убаво ти реков, Господ да му даде машко детенце оти. Благословот од стар човек фаќат. И тој знае дека ништо не знае. Овој мене Галиба глув ми стои, ништо не ме разбира. Ништо. Нема многу чар да има од оваа работа. Еве го Димитрија дрндалото. Бара Муамет негде ни село да го затворил дуќанот и... Еве тако. Слушај, да не беа дедо му и татко му. Што чорбаџија ќе беше. Туку тие му оставија нешто вака. Бре, златен занец има човекот, златен занец. Туку ете не му се работи шо. Туку шета само да најде некога, ете. Нема и наđија туку. И го заклучил дуќанот. Не работи. Добар ден, Арни сте, шо бре? Арни, чорбази, Арни. Сполај му на Бога, туку... Што денеска вака, Да не го славиш и ти истиот празник, што го славим ние, Нема бе, муштерии нема. Нема жива душа да шавни пред дуќано. Па велам што да го отклучувам, ај нека си стои заклучен. Хоće имам муштерии ќе го. Така треба. Тоа бе гледам во Муабет бевте па така. Да, види. Муабетот ни беше дека во селото има многу глувци. Така. Еве, Чорбачи Петко кажува дека кај него дома имало многу. Ај кај мене не е поарно. Се ми изгризаа во куќата. Глупците. Една мачка не помага, Чорбач. Ама 5 мачки да храни човек, дури тогаш не верувам дека ќе успеат да ги сотрат. Да бе, Арно велите, слушајте, Муабетот ви е на место. Еве и кај мене. Абе, глупци вака. Во дуќанот ма гризат сребро, гризат злато, гризат тунч, гризат железо. Се ми нагризнале во дуќанот. Да. Така е, вистина, така, Чорбаџи, вистина. Ете, има многу глувци. Ете, јас дома штимам троа брашнице малку дома, се ми изедува. Сиктре! Ајде, сиктре! Копук ни заеден. Ти ќе кажуваш тука на Чорбаџи. Глувците ти го изеле брашното. Кај се чуло и видело глувци брашно да јадат, бе? Глувците јадат железо,
бакар, тунче, Бакар? злато, стребро, а не да е жито може и така да каснат. Ама Јај. брашно не јадат. Јај не трескај многу, враче. Ајде, бегај, не гледаш тука чорбаджи. глупци не јадат Прави стиче се, меха со. Суктерот. Ајде, суктерот, ајде, бе. Шуктер бе! Ајде, бе. Ајде, Шуктер! Ајде, Ајде, бе. Ти, викаме што чешеше, па почне и да надига со гласот. Ој, ој, ој! Ај, јас чудам до меаната малце. Е, така, ако имате време, наминете на поендарајке. Ајде со здравје, ајде. Ај, и тоа што е. пуста сиромаштија. Абе, што лошо кажав, што лошо кажав. Оти кажав, оти брашното ми го изеле глувците и будала ме направија. А оној, што глупости изнатресе, што глупости изнакажа, демек, тунчот му го изеле злато, сребро, се му изгризале, и зборо му го примија. Ти бил богат. А јас сиромав, сиромав и умно нешто да кажи, оние богатите не му го примаат ни збор. Ајде. Пријателе, кујунџијата го нема. Го нема. Кажи што е работата, може јас можам да ти помогнам? Ами, најдов на нива во едно ќупче кесе со стари пари. Па си велам да му ги продадам јас на кујунџијата, да си купам газје, брашно, сол, шекер, нешто што треба за по дома. Аха. Па, кујунџијата, ете го нема неколку дена да го отвори дуќанот. Знаеш како ќе направиме? Ако сакаш, дај ми ги ти мене овие пари, ако се стари, па јас ќе ти дадам се што ти треба за дома. Ами, така најдобро ќе биде да направиме. Оти јас немам многу време за чекање. Ајде, ел, влези. Оди. Пријателе! Ја излези троаде, излези нешто да те опита. Чорбаджи Димитрија, ти си, кажи. Слушај бе, сега село таму со чорбаджите еден муабет скршивме. Абе, многу глувци се појавиле во селово. Кај тебе глувци има? Абе, остај сега глупци, чекај тука малку, чекај сега да ти кажам имам нешто. Што ќе ми кажеш, де? Гледај сега, гледај. Утринава, еден селанец дојде кај мене, те бараше тебе. Арно, ама тебе те немаше. Епа! И ми даде некои стари пари, јас не знам какви се. Јас му дадов што му требаше брашно, такви работи, и му ги зедов парите. Ја да видиш какви пари се овие. Чекај да видам.
Старо злато, старо стребро. Велиш, утринава дојде да ме вади? Да, да. Ова да биде за ум на сите дуќанчи, а најмногу мене ум да ми биде. За друг пат да си седам во дуќанот. Оти тој што има дуќан, треба во дуќанот да си седи. Затоа што носи дакиката, што носи миго, не носи ни годината, ни веко. Затоа ќе си ја скршам ногата со овој чекан, друг пат во дуќанот да си седам. Ау!